Уште колку пари ќе ги чини граѓаните преименувањето на државата од Македонија во Северна Македонија се уште не е целосно пресметано, но еден од ударите по семејниот и личниот буџет секако се личните карти, пасошите и возачките дозволи. Особено ако се знае дека поскапеа сите документи и тоа за сериозни проценти или износи. Имено, до февруари 2024 година граѓаните имаат законска обврска да ги сменат сите лични документи, на кои наместо досегашното име Република Македонија треба да стои новото име Република Северна Македонија, кое произлезе од преспанскиот договор. Така цената на пасошот за лице над 27 години наместо досегашните 1500 денари ги изнесува 2000 денари, а за лицето 27 години останува досегашната од 1500 денари. За новоизведените лични карти, граѓаните ќе треба да платат 120 денари повеќе, бидејќи новата цена е зголемена за 310 денари. И промената на возачката дозвола, која досега чинеше 280 денари, со новото име на државата ќе чини 410 денари. Поскапуваат и итните постапки за вадење на нови документи. Така, ако би се брза да извадите пасош, тоа ќе ве чини 6100 денари, што е повеќе за 1600 денари од сега. Возачката дозвола по итна постапка чини 1230 денари или 390 денари повеќе. Во МВР поскапувањето го правдаат со зголемените набавни цени за увезени образци, зголемените трошоци за одржување на системот кој се врши од страна на странски економски оператор, како и набавката на нови машини поради укажаната потреба од замена на веќе дотраените машини за персонализација.